Се почесто се појавуваат проблеми во делот на очите, особено во делот на слепилото. Па токму по тој повод и по потрага по знаењето дојдовме кај доктор офталмолог госпоѓа Марија Нанева, каде ќе побараме одговори што значи слепилото и колку е тоа итекако проблем во денешно време. Докторке, бараме одговори, ајде да ни кажете како да се спречи, кои се тие девијации кај луѓето кои се јавуваат во делот на очите. Добро, прво ти благодарам на посетата и се надевам дека ова ќе биде едно едукативно предавање за пациентите. Ќе се обидам на некој нивни начин да објаснам со прости зборови што значи слепилото и кои се најчести причини за слепило на светско ниво. Значи, водечка причина за слепило моментално, според светските сознанија, некаде 17 до 19 милиони луѓе во моментот се слепи поради катаракта. На второ место е глаукомот со отприлика некаде 3,5 милиони, со тенденција за раст натаму. И на трето и четврто место се диабетичната ретинопатија и макуларната дегенерација, тие се отприлика по околу милион. Катарактата и глаукомот се во понеразвиените земји, во поголем подем, додека во развиените земји се макуларната дегенерација и сенилната ретинопатијата, диабетична, зошто ќе ви објаснам понатаму. Значи, што значи катарактата и зошто е таа водечка причина за слепило моментално во светот? Значи, катаракта е замаглување на човечката леќа природна. Значи, овде имам како едно шаблонче мало, како изгледа таа леќа, што ја вградуваат после тоа, меѓутоа слична е и леќата што се наоѓа во човечкото око. Човечката леќа е составена од протеин и вода. Значи, преку неа се спроведуваат светлосните зраци и одат позади на ретината, тоа е слојот кој што ги прима сензациите светлосни. Ако оваа леќа е продзирна, тогаш тие непречено поминуваат. Кај катарактата народски се нарекува перде. Баш така и го описуваат пациентите кога имаат проблем, гледам како низ перде. Што значи тоа? Протеините во леќата почнуваат полека да се раствараат и да ја замаглуваат оваа леќа. Цел и тогаш нормално светлосните зраци што се пренесуваат преку оваа леќа, се пренесуваат преку некои пречки, преку некои препреки и добиваат пациентите нејасен вид. За среќа, оваа болест значи е реверзибилна, се оперира со многу лесна и едноставна хируршка интервенција и има совршен, да кажам, понатаму вид пациентот со вградена вештачка леќа. Порано операцијата беше со ЕЦЦ, велевме екстракапсуларна екстракција на леќа и беше малку покомплицирана, затоа имаше шиење, сечење на корнеа на око и така. Денес, во денешно време, се прави толку едноставно, тоа се вика факометода, буквално преку еден отвор од 2 мм. Преку тој отвор се влегува преку корнеата во нашето око. Буквално е факометодата ласерското како ласерче што ја сече оваа леќа како маргарин и ја вшмукува во друга иста таква како пенкалце, тоа вградена е вештачката ваква леќа, низ истиот отвор се вметнува внатре, се отвора како падобранче и пациентот буквално безболно си заминува од негледање, значи од слепило, со комплетно вратен вид. Сега, кои се може да страдаат од оваа катаракта? Значи, катарактата е глобален проблем на светско ниво. Зошто? Заради тоа што има се помалку офталмолози. Многу е тешко достапна, затоа што немаат пациентите во неразвиените земји основно осигурување.
цената на приватните ординации е малку поскапа и не може да си дозволат, меѓутоа многу е штета во денесно време, во 21 век, кога тоа слепило е толку едноставно да се отстрани, пациентот да не може да направи хируршка интервенција. За разлика од катарактата, глаукомот е состојба каде што има промена на очниот нерв кај пациентот. Кај катарактата пациентите се жалат дека имаат замаглен вид и кога ќе дојдат овде, тоа го утврдуваме со овој апарат што се рекува офталмоскоп. Значи, многу едноставна и брза таа процедура. Кај глаукомот, за жал го нарекуваме и тивок крадец на видот и пациентите имаат тунелски вид. Што значи тоа? Значи се оштетува периферијата на нервот, меѓутоа пациентот до крај гледа совршено чисто и бистро. Значи целата периферија на нервот е оштетена, а тој низ овој тунелски вид гледа совршено. Кога веќе ќе дојде пациентот и се открива на сосема случаен преглед. Кога ќе дојдат овде пациентите, за наочари, за старечка далековидост, му мериме обавезно на секој пациент над 45-6 години, обично над 50 е тенденцијата, нешто не мора да значи, може да се јави во секое време, дури има и вродена и катаракта и глауком, така да се открива со тонометрија, мерење на очниот притисок и со офталмоскопирање го гледаме позади очниот нерв. Потоа пациентите ги праќаме на периметрија, тоа е народски кажано видно поле, да се види состојбата на нервот и осети, тоа е на понова метода, оптичка кохерентна томографија. Тоа го објаснуваме како компјутер на глава, кога правиме, овде правиме компјутер на нервот на окото, за да видиме колку се тие оштетувања. За жал, кај глаукомот, за разлика од катарактата, значи кај катарактата видот е реверзибилен. Кај глаукомот, оштетувањето на видната острина е иреверзибилна. Значи, тој вид што веќе ќе се оштети е траен, за жал. Пациентите наши најчесто лутаат кај невролози заради главоболки, вртоглавици, нагони за гадење, повраќање, се додека не стигнат до нас, кои ќе откриеме дека сите тие симптоми биле заради покачен очен притисок. Сега, наследството е 50% од пациентите имаат веќе во фамилија, кој ќе прашаме, некој од предците бил слеп поради глауком. Значи, сите пациенти кои што веќе имаат во наследство некој баба, дедо со глауком или мајка, татко, треба барем еднаш годишно да мерат очен притисок, да ги следиме, затоа што е сепак генетски предиспонирана болест. Мада може да се јави и заради зошто во поразвиените земји, заради пушење, лоша исхрана, алкохол, заради некои повреди, постоперативно исто може да се јави, заради употреба некои лекови, како што се, например, кортикостероиди, заради системски болести кои што пациентите ги употребуваат долго време. Така, доколку навремено се открие. Се открие, да. Постои ли начин како тоа да се стагнира? Точно. Значи, тоа е и пораката на денешната емисија. Значи, и глаукомот, катарактата може да се излечи. Глаукомот не може да се излечи, меѓутоа може да се лечи. Како што еден пациент може да живее цел живот непречено примајќи терапија за покачен крвен притисок или за дијабет, исто така и кај нас пациентот може слободно, значи, да живее сосема нормален живот и да не дојде до оштетување на видната острина, ако навремено се превенира и ако се употребува терапија антиглаукоматозна, таа се состои во капки, секојдневно примање, тоа е веќе ритуал кај пациентите. Значи, зависно од проценката што ние ќе ја направиме, значи пациентот се одредува, има само и со капки терапија, локална, има и таблетарна терапија, на крај одиме со оперативна терапија, затоа што оперативната терапија се уште не е крајно совршено
на некој начин, како да кажам, не е благодарна, затоа што повторно кај пациентот и после оперативниот зафат би се јавило повторно притисок после некое време и при најмала инфекција. Затоа што овде, значи што е филозофијата на глаукомот, уште еднаш да објаснам и зошто се јавува тоа оштетување на нервот. Значи окото е исполнето со една очна водичка. И таму има совршен баланс на количеството на таа очна водичка. Значи, преголемо стварање на таа очна водичка од овие X причини или па нејзино забавено истекување, кој ќе се намали, кој ќе се наруши таа рамнотежа на таа очна водичка, таа прави притисок физички на очниот нерв и негово неповратно оштетување. Сега, во некои земји, па и кај нас, кој ќе се направи проценка, ако пациентот има и катаракта и глауком, понекогаш се прави во еден акт оперативен зафат. И на катарактата се заменува нашата природна леќа и се прави еден одвод за таа очна водичка вишок да може да истекува, за да се намали тој притисок и да се превенива оштетувањето трајно на очниот нерв. Така. Знаеме дека постојат и стари лица, да речеме над 75-80 години, кои имаат длабоки оштетувања на очите, каде што им е кажано дека тоа е фактичката состојба, не може да се оперира. Да. Еве вака, значи порано имаше такви како да ги наречам, некои догми народски дека не може да се оперира. Значи сега тоа не постои. Возраста не е причина за некој пациент да не може да се оперира. Значи има пациенти на 90 години што може да се оперира. Значи најстрашно нешто, еве ќе ви кажам една анегдота за тоа, еден што повеќе од 30 години ми останала во паметене и ќе паметам додека сум жива. На првиот час по офталмологија, еден наш професор ни рече, ние тогаш бевме деца, што е нешто пострашно од смртта. И ова би било и како една порака до пациентите. Значи, нормално ние деца почнавме да се смееме, затоа што смртта е најстрашно нешто што може да се случи на еден човек. Меѓутоа рече деца, пострашно нешто од смртта е да си слеп. Значи, и тоа е точно. Во денешно време, на оваа модерна медицина, значи некој да биде слеп поради катаракта, тоа е многу жално. А во делот на глаукомот? И за глаукомот, ако навреме се превенира, да. Значи, навремена превенција може да спречи слепило. Значи, имаме 50% недиагностицирани случаи и на катаракти и на глауком. И кои ќе дојдат пациентите, демек веќе сум 80 години, па не мора да се оперирам, тој пациент не само што е самиот на себе товар, тој е товар и на општеството и на семејството. Значи, операцијата трае малтене повеќе, ништо повеќе од 15 минути. Значи, толку е брза, едноставна и успешна. И сега, значи, возраста, еве, уште една порака до сите пациенти, значи, возраста воопшто не е причина тој пациент да остане слеп поради катаракта. Или некој ќе ме праша, има повисок крвен притисок, примам многу терапија, имам диабет, примам терапија. Па да, најчесто кај тие пациенти се јавуваат овие болести, како пропратни болести на диабетот, на хипертензијата, на влошената општата здравствена состојба, меѓутоа пациентот може слободно да се оперира за тоа што се работи со локална анестезија. Порано да, се врши во општа анестезија и тоа беше причина плюс за да анестезиолозите не може да дадат анестезија заради одредена друга болест кај пациентите. Меѓутоа во денешно време, кога тоа се прави со локално, со капки, значи возраста воопшто не е причина за да еден човек остане слеп поради катаракта.
Така, кажавте дека освен овие два има и други типови, ајде да малце и за нив проговориме. Така, значи некаде на трето и четврто место по проценти се отприлика исто. Тоа се сенилната макуларна дегенерација и диабетичната ретинопатија. Значи подемот под прилика некаде по околу 1 милион луѓе во светот се слепи поради овие две болести. Меѓутоа со тенденција за пораст, затоа што и диабетот ни е во тенденција со пораст, и најчесто 80% од пациентите кои што имаат диабет повеќе од 10 години страдаат од таа диабетична ретинопатија. Меѓутоа има една утешителна вест која што вели дека кај пациентите кај кои што 90% се откриени на време и превенирани се, може слободно да имаат добра видна острина до крајот на својот живот и да нема никакви оштетувања. За среќа сега кај нас добро работи кабинетот за диабет. Имаме соработка со колегите диабетолози. Имаме термини секој ден за пациентите, отворени по еден термин за пациент со диабет. Сите луѓе што имаат диабет, му велиме дека треба барем еднаш годишно да го проверат видот, за да видиме до кој степен има оштетување на видната острина. Зошто? Значи, кај диабетичарите, оштетувањето се наоѓа на ниво на микроциркулација. Што значи тоа? Страдаат крвните садови. И овдека разраснуваат крвни садови, тие се многу нежни, фрагилни, може да прснат во секој момент и да направат крварење. Значи, промените кај диабетот ги делиме во две фази, непролиферативна и пролиферативна ретинопатија. Непролиферативната ретинопатија е таа каде што има тие почетни, ги викаме микроанеуризми, малечки крварења, како точкести на цела ретина, а додека кај пролиферативната ретинопатија веќе страда позади точката на јасен вид и имаме едеми, најчесто има оштетување и замаглување комплетно на видната острина поради тој макуларен едем. Што чувствуваат пациентите со диабет? Кај некои пациенти, значи првично, може би ќе се јават на офталмолог и ќе кажат, значи со зборови: докторке, понекогаш гледам добро, а понекогаш не. Сега, значи нашиот одговор што е? Ако е причината од окото како око орган, кој ќе го прегледаме и видиме дека има некој друга пречка, рефрактивна аномалија, ако се работи за наочари, даваме и да. Меѓутоа, најчесто тоа не упатува на симптомот дека нешто друго во организмот дава некој сигнал. Значи, еднаш гледам добро, еднаш гледам замаглено. Зашто викаат очите се огледало на душата? Точно, баш така. Значи, преку очите добиваме сигнали дека нешто не е во ред со нашиот организам. Значи, повторно со овој офталмоскоп, со ширење на зеници, гледаме на ниво на микроциркулација. Јас му велам на пациентите, ние ја имаме таа повластена можност да ги видиме крвните садови, артериите и вените на живо, а да не го отвориш човек. Значи, со овој офталмоскоп гледаме на очното дно во која состојба се крвните садови. Каква е состојбата на вените, каква е состојбата на артериите, гледаме дали има крварење, дали има некои други промени и му покажуваме, му сугерираме на некој начин на нашите колеги интернисти, диабетолози, што треба да сменат во терапијата. Или некојаш ги откриваме пациентите со диабет. Ако е пациентот долго време на таблетарна терапија, му велиме дека е веќе време да премине на инсулинска терапија. Значи, соработката и конзилиарниот преглед е овде клучен кај овие диабетични ретинопатии. Сега, другата болест, макуларната дегенерација. Што значи таа? Значи, макуларната дегенерација, промената е на точката на јасен вид. Значи, болест на точката на јасен вид.
се јавува најчесто кај пациенти над 50 годишна возраст и има две форми. Првата е сува форма, другата е влажна форма. Кај сувата форма, значи може да се превенира со најобична витаминска терапија. Што значи тоа? Има комплекс на витамини А, С, селен, зеаксантин, бета-каротен, значи комплекс витамини кои што се даваат и се следе оваа состојба. Оваа состојба е хронична и долготрајна. Додека кај другата, влажната форма, овде е малку покомплицирано, затоа што оваа форма и покрај оваа терапија, таа е прогресивна. И за жал, пациентите завршуваат на некој начин со многу минимална видна острина. Значи, нема комплетно слепило, меѓутоа имаат некаде видна острина на пола метар. Ништо повеќе. И покрај терапија. Ако на време се открие оваа влажна форма, постои, се нарекува анти-ВГФ терапија. Што значи тоа? Овде имаме разраснување на абнормални крвни садови, кои што прво крварат, а потоа стануваат како лузни, кои што нема неповратно правото оштетување, нормално како една лузна на кожа. Так. Овде се јавува лузна позади на точката на јасен вид и понатаму нема веќе подобрување на видна острина. Значи, ако ова се превенира со таа анти-ВГФ терапија, што значи тоа? Значи, тоа е една терапија која што ни овозможува да прекине разраснувањето на овие абнормални крвни садови. Се аплицира еднаш месечно во повеќе дози, значи обично 3-4 дози, зависи од состојбата на оштетувањето на макуларната дупка, и овде има еден слој кој што е разраснат баш во точката на јасен вид. Меѓутоа, ова терапија за среќа е ефикасна, меѓутоа само ако се открие на време. Така, значи тоа се типовите кои придонесуваат за слепило кај пациентите. Да. Препорака еве за пациентите за крај? За крај, значи, сите пациенти кои што имаат во наследство глауком, диабет, хипертензија, навремено да се јават на барем еднаш годишна да се јават на офталмолошки преглед. Значи, ние превентивно имаме и систематски прегледи на работниците по фирмите, значи и тие се многу важни. Значи, може да се пофалиме дека со овие систематски прегледи имаме откриено многу случаи за кои што најчесто на глауком и диабетични ретинопатии, за кои што пациентите не се ни свесни дека воопшто ги имаат. Морам да ја пофалам уште една иницијатива која што прво почна како еден проект, меѓутоа потоа премина во законска рамка за проверка на сите првачиња во прво оделение, значи мораат да добијат како еден извештај од преглед од стоматолог и од офталмолог. Значи, зошто? Значи, прво почна како една по градинките, како една акција, морам да ги пофалам Лајонси, и не ова реклама воопшто, меѓутоа многу ни помогна да се освестиме како општество дека ова беше многу потребно. Во градинките од 3 годишна до 5 годишна возраст, волонтерски кавадарци неготино демиркапија, во 3 општини со колешката направивме едно исследување, ние овде, меѓутоа и колегите низ цела Македонија, и свативме дека е многу голем процентот на тие мали деца кои што имаат рефракциски проблеми, значи тоа е проблеми заради носење на очила. Тие се мали деца кои што не знаат да кажат дека имаат проблем со видот. Значи, кога овие бројки сите се сумира и видовме колку е голем процентот на тие мали деца, потоа ги известивме нормално родителите да ги донесат повторно на преглед, и колку е важна таа превенција, да се почне на време кај тие дечиња, затоа што
До 9 годишна возраст, ако се превенира на време и се даде рефракција, тоа дете го спасувате од таа амблиопија. Што значи тоа? Тоа е доживотна, ние викаме слабовидност, мрзливо око, кај народот кажано. Значи, до 6 годишна возраст, до 9, максимум до 12, ако се превземе на време да се дадат наочари кај детето и се превенира таа слабовидност доживотна. Значи, имаме многу пациенти од порано, кои што не се на време откриени и цел живот го имаат и го влечат тоа мрзеливо око. Значи, многу е жално во денешно време едното око да не ти гледа една најмала повреда на другото око и остануваш, не дај Боже, слеп, затоа што навреме не се превенирал. Сега, кога ги носат на преглед дечињата од прво оделение, за жал се поголем е тој процент, еве веќе 5-6 години наназад, секој мај имаме превентивни прегледи за тие првачиња, за упис во прво оделение, кога на време ќе се открие и се превенира, значи ги спасуваме тие дечиња од амблиопија и од мрзеливо око и натаму слободно можат да си функционираат со нормален вид целиот свој живот. Значи, едноставно е препораката Многу едноставно. Превенција на време, особено кај најмладите, а и секако оние повозрастните и оние со диабет кои се најмногу на удар на видот. Точно. Ви благодарам. Ви благодарам и вам.